Toyota RAV4 е присутна на светскиот пазар повеќе од 2 децении, но со рестайлингот на актуелната генерација, таа ја покажува сета своја зрелост. Да не зборуваме само за дизајнот, туку и за пропорциите, но и технологијата која се вградува во неа. На денешниот тест ќе ви го прикажеме моделот со хибридна технологија, кој обединува 2,5 литрен бензински мотор со 2 електромотори. Но пред да го возиме RAV4 и тоа во доста предизвикувачки услови, да видиме во внатрешноста што е направено. Внатрешноста на Toyota RAV4 е многу просторна. Има многу простор не само на предните, туку и на задните седишта. Таа е направена да пружи гостопримство на 4 патници и на многу подолги патувања. Со претходната генерација, односно со актуелнава генерација, но пред да настапи рестайлингот, со RAV4 имав поминато повеќе од 4000 километри во кои се чувствував извонредно удобно. Истиот впечаток го имам и за рестайлингот, но погледнете само внатрешноста. Многу повеќе е посветено внимание на деталите. Централниот гребен е направен со одредени облими и се гледа комбинацијата на кожа и алкантара. Исто така седиштата се комотни, има многу простор на нив, а самата игра на алкантара, кожа и текстил ја прави многу поинтересна внатрешноста. Што се однесува на првиот поглед, се е во најдобар ред, но Toyota тврдоглаво се задржа на некои елементи кои ја прават чудна по прашање на дизајнот. Еве, например, за модусите на возење. Тие се 3. Имаме да возиме само на струја, потоа еколошки модус на возење и спортски. Но прекинувачите се сместени далеку доле, дури и ќе ви треба да се поместите од возачкото седиште за да ги забележите. Тука се сместени исто и командите за греачи на седиштата, додека USB портот е оправдано што е толку ниско поставен. При динамично возење многумина возачи би сакале да го исклучат ESP-то. По долго барање, каде се наоѓа копчето, установивме дека е токму горе, збутано, дури и на непрегледно место. Но ова не се одразува директно врз ергономијата и удобноста на возењето. А кога сме кај возењето, многу би сакал да го испробам овој хибриден систем. Таа е опремена со 2,5 литрен бензински мотор во предниот дел и во предниот дел е сместен и електромотор. Имаме уште еден електромотор, тоа е на задната оска каде што се сместени и батериите. Ние нема да го возиме ниту во град, ниту по асфалт, бидејќи во градски услови и во услови кога го возите на автопат и регионални патишта, ова е вистинска крстарица. Но сепак RAV4 по вокација е спортско корисно возило, па да видиме како се снаоѓа на патишта кои се подобни за спортско корисни возила. Како и останатите хибридни модели на Toyota, RAV4 е скроен да биде еколошки и економичен. Во тоа му помагаат двата електромотори, како што реков, сместени, едниот испод каубата, а другиот на задната оска. Така да е избегнат и карданскиот систем, бидејќи електромоторот кој е сместен на задната оска е задолжен за пропулзија на задните тркала. Со овој систем се добива многу помала тежина, бидејќи најголем проблем на хибридните и електричните возила е тежината поради батериите. Комбинацијата на бензинскиот и електромоторите дава вкупна сила од 197 конски сили. Со тоа движењето е сосема безгрижно. Забрзувањата се повеќе
од задоволителни. Напротив, во спортскиот модус на возење имате чувство како возилото да полудува. Тоа чувство го интензивира безстепениот конусен ЦВТ менувач, кој како да нема крај, а чувствувате дека неговиот звук не се смирува се додека не ја постигнете саканата брзина. Кога сме кај реакцијата на командите, тука не можам баш најповолно да се изразам за RAV4. Сигурно се запрашувате зошто. Тежината на двата мотори, зборам на оној бензинскиот и на електромоторот, се тежиште на предниот дел. Кога возите побрзо и имате подинамични реакции, односно маневри, како што имам јас сега, ова беше интересно, тогаш предниот дел е склон на надуправување. Вие можете да му дадете команда, но тој ја следи инерцијата и продолжува право. Се разбира дека за искусните возачи ова нема да биде голем предизвик, бидејќи е забавно кога се вози. Овие нерамнини многу добро се чувствува и амортизацијата, а таа многу добро се однесува, не е тврда, иако го возам RAV4 во спортски модус на возење. Закаснетата реакција на ES5 е оправдана и таа во спортски модус на возење треба и да биде таква. Тежината на празното возило изнесува 1750 кг, но таа тежина воопшто не се однесува на агилноста и не дава последици врз динамичното возење. Единствен проблем на оваа тежина е надуправувањето кое се јавува секогаш кога ќе возите динамично и влегувате во свиок. Тоа чувство не може да ми се отргне, бидејќи влегувајќи од свиок во свиок забележувам дека тоа е со зголемувањето на брзината се понагласено. Но RAV4 не е направен да возите рели со него. Тој е направен да служи во цивилни цели. А кога сме кај цивилните цели и потреби, тогаш можам со мирно срце да заклучам дека новата, односно обновената гама на RAV4 со хибридниот мотор е нешто посебно. Посебно е затоа што и цената е прилагодена на условите на пазарот. Неговата продажна цена е некаде околу 37.000 евра во екзекутив ниво на опременост. Тоа ние што го возиме. Погонот на сите тркала, иако хибриден, како и хибридниот електричен погон, ви даваат извонредна автономија, но и чувство на припадност. Припадност во една категорија на возачи кои се грижат не само за околината и економичноста, туку и за мајката земја. Кога сме кај економичноста, морам да обрнам внимание на неколку параметри. Во градски услови на возење, Toyota пропишува просечна потрошувачка од 5,2 литри, што е извонредно амбициозно. Кога ја возев со најголемо внимание и кога ја притискав педалата за газ сосема полека и култивирано, јас успеав во градски услови да забележам потрошувачка од 6,3 литри бензин на изминати 100 километри. Што се случува кога ќе излезете на автопат? Ништо посебно. RAV4 со хибридниот погон го возите и управувате како и секое друго возило. Јас имав шанси и со зголемено темпо, односно зголемена брзина на возење, да поминам повеќе од 80 километри, каде што
забележав потрошувачка од 8,2 литри, што е повеќе од прифатливо за 2,5 литрен бензински мотор подпомогнат со хибридна технологија. Дотколку повнимателно возите, односно не сте агресивен возач, она чувство што го реков на надуправување кое се јавува во свиоците, нема никогаш да го почувствувате. Но звукот на моторот и перформансата понекогаш и најпитомите возачи ќе ги натера да ја стиснат педалата за забрзување до даска, а тогаш нека бидат подготвени малку и да се борат со возилото. Овој пат ми дозволува да се борам многу повеќе со Toyota RAV4. Тоа задоволство ќе го задржам само за себе. А до следната емисија, која е за 7 дена, ве поздравувам и ви ветувам уште нови возбудувања и интересни возила на тест. До гледање.